Фолк пеачката Сузана Гавазова го привлекува вниманието на јавноста и со својата музика, меѓутоа и со провокативниот изглед. Последниве неколку години живеа на релација Шведска-Македонија, а денеска е во студиото на Репортер. Сузана, добар ден. Добро ве најдов и многу ми е драго што имам можност да се дружам со вашите гледачи преку малите екрани. Како што кажав во самата најава, последните неколку години живееш на релација Шведска-Македонија. Како се снајде таму? Тешко навистина, но кога си таму мора да се снаоѓаш. Пред се јазикот, но на почетокот со англискиот малку, бидејќи таму сите знаат втори јазик е англискиот и со англискиот, па потоа мораше да се учи исто така и шведскиот и одев на курс. Го завршив брзо, додека бев во блажена состојба и истовремено и дома тие куќни обврски што се ги обавував и исто и на школа одев. И таму стекнав и пријатели од цел свет. И денеска ми се пријатели, се пишуваме на Facebook и ние си направивме еден наш дијалект таму и ние најмногу се разбиравме. Тежок јазик е шведскиот, но кога ќе го научиш е многу певлив. Треба да пееш цело време. Ти имаш две мали деца. Како зборувате македонски, шведски? Тие го научија прво мајчиниот јазик. Јас тоа најмногу настојував. Потоа почна во градинка во Шведска и таму истовремено го учеа и шведскиот, но малце потешко, затоа што не одеа постојано, ќе се разболат и мора дома да се не може да одат градинка и така да најмногу го знаат македонскиот, па босанскиот и сега така изговараат и шведски зборови повеќе. Пред интервјуто ми кажа дека планираш оваа година малку повеќе време да поминеш во Македонија, дека накратко ќе се враќаш. Која е причината што доаѓаш тука? Која е причината? Па причината е пред се музиката, колеги, да не зборам за колеги кои ги сакам најмногу, и сакам да се дружам и со колегите, со моите фанови, роднините, сонцето, иако е многу жешко, стварно ми недостасуваш и сега таму бев 3 месеци откако заминав за Шведска и сонце не видовме. Многу беше ладно, но кога се дојдовме тука, шок. Многу жешко. Видиш дека причината што доаѓаш во Македонија е пред се музиката. Дали понекогаш се навраќаш на почетоците со групата Пицикато, кој што ги имаше на вашиот прв настап што го имавте професионален на Фолкфест во Ландово? Ти се навраќаат ли спомени? Добро се запознаена, браво. Па како не, Пицикато ми се како едно семејство, тие ми беа како едно семејство и денеска кога ќе се видиме, ние така се чувствуваме како едно семејство. Па тоа беше 98 година на Фолкфест во Ландово, тоа ми беше прв јавен настап. И стварно тогаш како 18 годишно девојче имав и многу трема, но и бев престрекна што публиката ќе ме запознае, и уште од тогаш ме прифатија, но како член од групата Пицикато. Песната се викаше Ако нека, се сеќавам и добро помина тогаш таа песна. И потоа следува уште песни со Пицикато и хитови беа, но 6 години бев со нив, а потоа продолжив и сама. Дури првиот соло настап го имаше на Фолкфест во Ландово. Колку се важни фестивалите за пробив на младите пеачи, посебно во народната музика кај нас? Па сега и не знам дали се важни толку како што беа порано. Јас еднаш спомнав дека јас сум фестивалско дете, ги сакам фестивалите, стварно има и после тоа и дружења, па иако е во надпреварувачки дух, па има таа енергија да отпееш подобро, да направиш подобра песна, па да те наградат и тоа е нешто многу убаво. Но фестивалите мислам дека малце се умреа на некој начин затоа што треба да се оди напред. Исто ние следиме и светска сцена, па и сега кога ќе видиме наша сцена малце посиромашна и
едноставно младите не сакаат да гледат. Може постарите сакаат нели фестивал да гледат, но младите не гледам. Но јас се надевам дека ќе има напредување и во таа област, нели, да малце и фестивалите да ги направат со подруга сцена, да има пејачите малце да се потрудат да изгледат малку и светски, па и да има некоја кореографија, да, сценски настап. Досадно е да гледаш само се како пее некој и толку е. Тоа помина, мислам дека треба малце да се перформанс некој да има на сцена, да биде интересно. Имаш снимено 3 албума. Колку се смени твојот однос кон музиката и колку порасна ти, колку созря, да речеме, од првата снимена песна, па сега до последната Опасна за око? Па, навистина, искуството си го прави своето. Јас имам 20 години кариера. Од тако, нели, од 98, ако и тие години ги броиме. Јас мислам дека одам напред и така, постепено. Не да од тука па право одма горе. Мислам дека најубаво е да се оди постепено да се качуваш по скали. Нели, повеќе успеси. Сегаш вложуваш во себе, вложуваш во музиката, вложуваш во сценските настапи, во гардеробата, провокативна си, секси си, такви се твоите спотови, такви се твоите настапи во живо. Колку те поддржува супругот во тоа што го правиш? Па многу ме поддржува, тој знае и свесен е со кого се ожени. Тој живеел повеќе и во Шведска, така да можеби и го немал никогаш тоа балканското во него. Но мислам дека и до самиот човек е. Тоа не може да кажеш дека македонците се љубоморни или босанците или србите. Тоа до самиот човек е. Во него нема љубомора, се зависи, нели, јас како се однесувам, се разбира. Не мора да сум и пејачка, па доволно е некој знак тој да види нешто дека флертувам или такви работи. Нормално дека ќе биде љубоморен, нели? А кога гледа дека нема ништо од тоа, има доверба и јас дури на почетокот бев многу пољубоморна, па јас од Балкан доаѓам. Па тој нема беше јасно зошто сум љубоморна. Па и така да сега се сменија работите, јас како сум, нели, повеќе со него, така го запознавав цело време и видов дека тој нема такви работи, значи треба пред се во бракот да се има доверба и љубов нормално и така, да биде успешен бракот. Кој се грижи за изборот на гардеробата, дали имаш тим кој што стои позади тебе или самата си таа што ги донесува крајните одлуки? Па досега јас сум самата, па и сега и сопругот ми помага. Јас затоа што му кажав дека еден пејач или пејачка треба пред се да изгледа добро. Нели, гардероба, но тоа е многу тешко да се следи мода и многу треба, нели, пари, но мислам дека и еден пејач треба да има и спонзори за таа работа. Но треба да имаш па многу популарност, да си активен и на тие социјални мрежи, па да правиш реклама за тој бренд ако те спонзорира. Мислам дека и така и многу пејачи во светот не може... Да бидеш инфлуенсер, како што викаат поново. Така, не можеш да постигнеш. Тоа е многу пари да бидеш нонстоп нели, во чекорот со модата и да следиш мода. Но ете, до сега сум била јас сама спонзор. Цело време се дават пари за гардероба и тоа од секогаш ми било важно да изгледам добро. И така да сега нормално кога се работат некои спотови, има тим кој помага и јас сум за тоа да има комплетен тим, да има стилист, фризер, шминкер, тоа да нормално да се убаво ќе функционира. Самата рече, важно ми е да изгледам добро. Колку внимаваш на своето тело, вежбаш ли често? Каква исхрана практикуваш за да изгледаш совршено? Многу луѓе ме прашуваат, работиш нешто во Шведска и секако има многу работа. Кој е
домакинка кој има мали деца знае како е, мора да е дома, мора да е со децата, мора да и во градинка, па јас тие неколку месеци додека сум во Шведска се насочувам тука сум со децата постојано и нормално работам на себе. Сабајле, кој ќе одесам децата во градинка? Јас имам сат и по за мене. Или ќе истрчам, па има таму знаете како е во Шведска, има и за патеки за велосипед да се водиш безбедно, никој да не те удри, нема сообраќај. Има убави шуми, па во шума, во природа трчам, па или ќе одам сама или со сопругот во фитнес центар. Има време за се. И дома да си ги завршиш врските и да се одржуваш и така да не мислам дека некој ќе каже немам време. Има време за се, само ако се сака. Како е да се биде мајка, а во исто време да се има успешна кариера? Па сега е малце полесно. Кога беа помали децата, стварно викав леле алал да ми на тие пејачки што имат мали деца и што можат истовремено и да нели кариерата да си да ја следат. Но стварно сега кога се малце поголеми, полесно е. Сега и со мајка ми, со татко ми и оние полесно и за нив, знаат да зборат, знаат да кажат што им фали, ако нешто ги боли, па или ако сакат нешто да јадат. Сега се моментално кај сестра ми нема проблем никаков. Сега сум нели послободна и да ги оставам на некој и да си ја пратам работата како треба. Некаде прочитав дека можеби најтешко од сите било да заминеш на турнеја подолга и да ги оставиш децата, како да го избалансираш тоа. Па, тоа беше лани кога заминавме со сопругот заедно и со групата Болеро за Австралија. Навистина ми беше многу тешко, цело време плачев и тој само, па ајде сега ќе плачеме или па нема да бидеш патетична толку, па ќе се гледаме на цело време на Вибер, на Вајбер, нели. Но ми беше тешко и месец дена бевме во Австралија и после тоа леле викам како друг пат да ги оставам децата пак, ама тоа мислам дека со текот на времето и тоа ќе го поминам. Сега следува турнија за Канада, но цело време се мислам што да правам. Дали како ќе бидат децата, па и да ги земам и децата, се мислам, но ќе видиме. Се ништо не е тешко, само нели со Господ напред да се живи и здрави. Тие турнеи се некако, ајде да речем, секојдневие, значи многу често се случуваат турнеите надвор од Македонија. Меѓутоа, што е со самостоен концерт тука? Мислам дека македонската публика заслужува еден концерт од Сузана Галазова. Верувам дека има голем број на фанови кои што би сакале да те слушнат во живо. Па тоа е една исто голема желба за ако тоа ми успее, тоа ќе биде како круна на мојата кариера, нели? Секој за тоа сонува кој работел многу години, па да направи еден концерт, па да биде успешен, да има посетеност. Но јас сум перфекциониста. Сакам уште песни, уште хитови да направам. Па можеби ќе почекам уште малце и кога ќе имам песни за публиката, која ќе биде таму да ги пее песните, да ги знаат сите песни, тоа ќе биде една стварно најголем успех за мене да ги знаат песните сите и кога ќе биде тој концерт, јас вака и ајде сега вие. Работиш на нов материјал, подготвуваш нешто ново? Да, секако јас не мирувам и многу пати ќе кажам водата мирува, јас не мирувам и добро е тоа што е така. Сега спремаме дуети, 2 дуети. Смем да прашам со кого? Па зошто да не? Ќе откриеме малце, не малце тука, ајде да откриеме со скопска група Балкан Бенд и уште еден дует следува со еден колега од Струмица кој е доста популарен, но не го знаат баш тука во Македонија. Тој е турчин по националност, но е многу талентиран, свири на сас и многу во пее. Ќе имаме една многу убава интересна песна, па ќе има дует турско-македонски. Во Турција ги сакаат многу нашите песни. Сум била многу пати и во Турција на концерти и така да
слична е на некој начин музиката и ќе се прифати и во Турција и во Македонија. Ќе свират исто така најдобрите музичари и тоа ќе биде преубаво. Со Елена Вилевска се издвојувате и по типот на музика што го пеете, и по стилот, и по спотовите кои што ги правите. Да не ми забранат твоите колишки, мислам дека вложувате малку повеќе. Меѓутоа, постои ли ривалство помеѓу вас? Или сте пријателки? Пријателки сме, нормално, нема... Некој ме прашува дали имам конкуренција во Македонија, па имам конкуренција, да. И тоа е убаво кога се има конкуренција, имаш мотивација да направиш подобро и подобро. Ако немаш, ќе си кажеш, па јас немам конкуренција, зошто сега да работам, зошто да направам нешто ново. А така, секогаш, нели, постои тој надпреварувачки дух кој да биде подобар, но нели во однос на музиката, кој да направи подобра песна, и ние од секогаш така, и тоа е убаво што нели и јас и Елена, па и Јасмина Мукаетова на времето, и таа беше нели со нас, ние вака како трчавме, не одевме, толку бевме активни и секогаш нешто правивме, нешто ново, и ајде што направи сега ново, дај да видам која е песна, дај. И така да супер, треба да има конкуренција. Јас ти благодарам што одвои време, што дојде во студиото на Репортер, и наискрено се надевам дека ќе си ги оставиш желбите и за тој самостоен концерт и дека ќе не поканеш да ти бидеме гости. Па секако дека ќе ве поканам, и уште еднаш ви благодарам што ме поканивте да бидам ваша гостинка. Поздрав до гледачите на Репортер. Ве сакам. Чао.